Ајде, инаку нашата колешка Мирјана е денес дежурна и ќе се дружиме и со неа. И една од темите кои што ги одбравме за ова утро е онаа која што се однесува на проблемот кој што го имаат со шахтите. Дува ветер, ми нема да задржувам, ајде веднаш во ведине во приказната со кражба на капаци од шахти. Добро утро. Добро утро до вас во студиото и до сите гледачи на САКА Македонија. Како прва информација, надвор навистина дува ветер и е ладно, така да сите кои што ќе се подготват да излегуваат од своите домови да се облечат убаво и да внимаваат пред се на себе и на своето здравје. Но треба да внимаваат буквално сите учесници во сообраќајот, без оглед дали се возачи, дали се велосипедисти или пак пешаци, затоа што во изминативе десетина и повеќе дена повторно се јави онаа тенденција за крадење, односно оттуѓување на капаци од шахти и решетки од сливници. Оној мотив за кој што ние знаеме е продажба на железо во центрите за откуп на старо железо, затоа што според информациите кои што ги добивме од раководните лица од сектор канализација при јавното предпријатие Водовод и канализација, оттаму ни кажа дека цената на металот е во пораст, па можеби тоа е мотивот за кражба токму на капаците на шахтите и на металните решетки од сливниците. Но тоа од друга страна пак предизвикува директна опасност за сите учесници во сообраќајот, сите пешаци, кои што посебно во вечерните часови, кога и се случуваат кражбите, но и за време на викендите, се изложени на опасност да паднат или пак се повредат поради отворот на самите шахти. Се обративме за информации конкретни каде и како повторно започна да се случува кражбата на капаците и металните шипки од сливниците и од шахтите. И одговорот го добивме од господинот Саша Атанасов, раководител на сектор канализација при јавното предпријатие Водовод и канализација. Да слушнеме. Тоа е тоа оттуѓување, што не сакам да го потребам зборот, крадење на оттуѓување на капаците на ревизионите шахти. Во краток временски период, од 10 до 25 јануар, на почеток на оваа година 2021, се десија на 3 локации во Скопје оттуѓување или крадење на капаци за шахти и решетки за сливници. Првото се случи на 10 први 2021 во населба Ченто и тоа на улица Христофер Жефарович, каде што беше украден сливник на коловоз на улица, што е многу страшно, каде што се движат сообраќај на лентата на коловозот на Соргот и 4 сливника на улица Финска. Потоа дојде до она што нас највеќе не зачуди, до вчера, 6 дена поред, дојде масовно крадење во општина Карпош и тоа на 3 локации, 3 улици. И тоа булевар 8 септември, булевар Илинден и Карпошово Востание, каде што се украдува околу 17 капака и две решетки за сливник. И во меѓувреме дојде до, на жалост, уште во една населба каде оттуѓување на капаци на пешачките патеки или тротоари. Тоа е улица Будовска према Радишани, каде што се украдени или оттуѓени 2 капака за шахти. Се зборува дека цената на железото на светските берзи расте и обично кога расте, така доаѓа и до зголемување на крадењето или оттуѓувањето на овие капаци на сливници и решетки. Колку е повисока цената, толку е помасовно пропорционално оттуѓувањето, ги носат во тие откупни центри, каде што не знаеме дали имаат дозвола или немаат за откуп на железо и гус, кои потоа каде ги процесираат не знаеме. Некои од нив може да работат некои фирми со продажба на метали, а некои ги може да ги носат, хипотетички кажано, во леарници каде што се топи и потоа се преработува. Највеќе доаѓа до крадење во ноќните часови и за време на викендите. Проблемот е кога е за време на викендот, затоа што оперативата, додека се потигне, додека се отиде
да се најде соодветен капак кој може да се постави, одзема малку време, па има некои граѓани кои се нестрпливи, па така се уваат до разбирање на социјалните мрежи дали е завршена работата или не. Но ние настојуваме во најкраток можен период да го замениме капакот или решетката за сливник. Мотивот може би го дознавме и начинот на кој што се крадат капаците на шахтите и на сливниците, посебно во вечерните часови, но луѓето не бираат места, односно локации каде да го извршат тоа. На подрачјето на територија на град Скопје има приближно 50.000 регистрирани ревизиони шахти. Тоа е навистина голема бројка, но не се исклучок ниту пак прометните булевари, ниту пак малските улици од каде што се крадат капаците на шахтите и на сливниците. Граѓаните се оние кои што апелираат и нормално пријавуваат во јавното предпријатие Водовод и канализација за да навремено се санира тој проблем, за да не се загрози безбедноста на самите граѓани. Па ги прашавме и нив дали се случило да се соочат со таква непријатна ситуација и нормално кој е нивното мислење за најдобро решение за овој проблем. На талента, меѓутоа некои две коли возеа брзо, јас морав да одам на спорена талента и случајно приметив за малци избегнав сообраќајна несреќа затоа што има извадено шахти. Има, не ги бројав шахтите, ама сигурно преку 10-15 шахти до Орман има извадени, дупки се внатре и постои голема опасност да пособраќај. Се повеќе се крадат капаци од шахти и сливници. Не само капаци од шахти и сливници и многу други работи. Тоа е крива, градот е крив, општината на територијата кај се крадат и комунална хигиена. Со тоа се загрозува пред се и нашата безбедност. Тачно, безбедноста и на сообраќај, и на пешаците, и на све. Па не е безбедно, сигурно. Све е добро кога е безбедно да идеш слободно, така? Се повеќе се крадат капаците од сливниците и од шахтите. Тоа е пред се небезбедно за нас граѓаните. Па тоа е крива власта. Нека ги заварат некако. Олно се продава за тоа. Ги продаваат за пари. Друго што да кажам. Нека си ги заварат шахтите и ништо. Сте биле ли сведок на некој небезбеден немил случај? Не сум била. Меѓутоа тоа е опасно посебно во вечерните часови. Да. Па тоа е. Таков сме народот, учени да крадиме нешто. За жал, тоа е реалната состојба на скопските улици. Се случи во изминатите 15 на дена. Пред можеби повеќе од 10 години ова беше честа слика и појава, односно граѓанското вандалско однесување, кога станува збор за крадењето на капаци на шахти и на метални шипки од сливници. Но со тоа се загрозува навистина безбедноста на граѓаните, на пешаците, но и на учесниците во сообраќајот. Од јавното предпријатие Водовод и канализација соопштија дека ваквите случаи навремено се евидентираат по дојава на граѓаните и се излегува на терен за да се санира самиот проблем. Но исто така најавија и дека ќе се зголеми бројот на инспекцијски надзор, односно надзор на комуналните служби, и со тоа да може на некој начин да се сузбие, односно да се спречи се помасовната појава, односно тенденцијата на крадење на капаци на шахти и на метални шипки од сливниците. Од тука, ова е се што ние од терен можеме да им го кажеме на нашите граѓани, едноставно да пријаваат онаму каде што треба и да внимаваат. Нормално, посебно во вечерните часови, кога видливоста е намалена и не можат навреме да ја видат опасноста која што се наоѓа на чекор од самите граѓани. Да, само проблемот е што човек кога управува со возило, внимава на се друго на што треба да внимава, па не очекува нели да се случи, особено во градски услови. Ти благодариме, Мими, за јавувањето. Се гледаме малку подоцна повторно.